Инвестиции во железничка инфраструктура и во здравството се првите големи проекти кои ќе се реализираат со пари од Велика Британија благодарение на договорот за кој се спогодија двете влади. Вице-премиерот Александар Николовски во телевизиско интервју посочи дека станува збор за два договори. Едниот е за стратешко партнерство кој ги одредува политичките контури на соработка, а вториот е договор влада со влада, кој предвидува поддршка за инфраструктурни проекти, здравство, енергетика и останати ранливи сектори за што Велика Британија става на располагање 5 милиарди фунти, а Македонија може да ги користи кога сака, односно нема временска рамка. Првите циклус инвестиции се во вредност од околу 2,3 милиарди евра. Брзата пруга на коридорот 10 од Табановце до Гевгелија е првиот голем проект кој ќе биде реализиран, а ќе има огромни бенефити за македонското стопанство. Со брзина од 160 км на час, Македонија од граница до граница ќе се поминува за час и половина. Тоа нема да е обична реконструкција на пругата, во смисла се вадат старите пруги, се стават нови пруги, туку ќе е на целосно нова линија со два колосеци. Ние во моментов имаме линија која што е со еден колосек и која што е за жал во очајна состојба. Целта е да имаме двоколосечна линија, по едниот колосек да транзитираат патничките возови, кои што ќе транзитираат со брзини од 160 км на час и погоре, што значи дека цела Македонија ќе се поминува некаде од граница до граница за час и 15 до час и 20 минути. Во првиот циклус влегуваат и изградба на клиничка болница во Штип, нова болница во Кичево, реконструкција на болницата во Тетово, изградба на нов медицински факултет и изградба на студентски дом, паралелно со изградбата на факултетот. Она што е клучно за домашното стопанство е дека со договорот се отвора можност 70% од домашните компании да работат на инфраструктурните проекти. Со ова, моторот на економијата, градежништвото, се очекува повторно да стане конкурентно. Покрај знаење ќе се трансферираат и добра кон нашите компании. Моето очекување е дека после 1 до 2 инвестициски циклуси, после кои што се обично по 5 години, значи после 5 до 10 години, македонското градежништво повторно да е меѓународно конкурентно и наместо да гледаме странски фирми кои што доаѓаат да работат во Македонија, да гледаме македонски фирми кои што одат да работат надвор. Првите машини на терен се очекуваат на есен. Планот е следната недела во Лондон да се потпише договорот влада со влада, пошто истиот треба да се ратификува во македонската влада и во собранието, а треба да се ратификува и во британската влада, пошто ќе се потпишуваат договорите за брзата пруга и за инвестициите во здравството, па ќе бидат презентирани во владата и во собранието. Во однос на финансирањето, познато е и дека ќе има можност за грант компоненти во дел од проектите, а условите кои Македонија ги добила за парите од Британија, како што велат од владата, ќе бидат најповолни од цел регион.